Процедурално барам од фактот да се објаснам за последните заклучоци на собранието. Де факто на претходниот парламентарен состав му завршува мандатот. Со верифицирање на новите мандати, според уставот, мандатот е 4 години и може да биде пократок од 4 години, но не подолг од 4 години, што сме во склад со уставот за претходниот парламентарен состав. Мандатот на владата се доби со избор на претходниот мандат со одлука на собранието и врз основа на уставот собранието е таа што го избира и разрешува владата. Претходниот парламент го избра претходната влада, но не го разреши. Новиот парламентарен состав нема акт за разрешување на владата според мандатот кој е 4 години. Може да биде пократок, но не подолг во околности на ситуација или да има воена состојба, што не е случај. Од фактот што одлуката на собранието е владата нормално не може да има две јавни функции. Владата според заклучокот на овој парламентарен состав продолжува со работа до изборот на владата од ова собрание, од овој состав. Од таа причина сум барал процедурално да ја известам јавноста, да ги известам институциите како председател на владата, како премиер во составот на ова влада ќе ги извршувам функциите кои излегуваат од функцијата премиер и нема да земам учество во работата на собранието и со ова врз основа на членот за борба против корупција поради конфликт на интереси, бидејќи не можам во исто време две задачи врз основа на законот на конфликт на интереси. Не можам да имам две функции во исто време. Од таа причина до изборот на новата влада нема да земам учество во работата на собранието и одлучувањето на собранието според законот за конфликт на интереси. Ова е за да ги известам сите и да ги надминиме сите дилеми. Ви благодарам.